Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 44 општини добија градоначалник во првиот круг од изборите. Во 32 општини победија кандидатите на ВМРО-ДПМН. Вреди прогласи победа во Чаир, дуи пред тешка битка во вториот круг. ВМРО-ДПМН слави историска победа. СДСМ пресмета намалување во разликата на гласови со власта. Костадинов бара оставки од раководството, ремонт и ребрендирање на СДСМ. Меѓународните наблюдувачи со првична позитивна оценка за изборниот процес. Кандидатите за нов судија во судот во Страсбур ја поминаа последната фаза од процесот на тестирање. Се чека одлуката за избор. Израел тврди дека ќе го почитува примирието, откако вчера изврши нови напади во Газа. А во тема на денот вечерва правиме анализа на изборните резултати. Останете со нас. ВМРО-ДПМН прогласи убедлива победа во првиот круг од локалните избори, а најавува зацврстување на позициите за 2 недели. СДСМ пресмета дека се намалува разликата во гласови со ВМРО-ДПМН и покрај тоа што добија само 3 градоначалници. Левица пак успеа да влезе во вториот круг во град Скопје. Пратиските оценки по вчерашниот изборен ден ги пренесува Катерина Нешкова. Историска победа на локални избори со над 30 градоначалници во прв круг и 20 фаворити, вклучително и за Скопје во вториот круг, прогласи владеачката ВМРО-ДПМН по вчерашното гласање. Од партијата велат резултатот е за дури 50%, подобар од предходните локални избори во 21. Добиени се и општини кои традиционално беа на СДСМ, особено бастионот Струмица. Декласирани се и СДСМ и ДУИ, велат од ВМРО-ДПМН и сметаат дека оставка на Филипче би бил морален чин после ваков дебакл на изборите. И лидерот Мицкоски уште синоќа со пораки до опозицијата. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори до сега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Што е најважно е што на овие избори политиките на етноцентризам, национализам и вештачки теми за орли и зајци и теми кои се небитни за граѓаните се поразени. Сепак од партијата без коментар за најниското ниво на излезност досега и со порака резултатите од парламентарните избори да не се споредуваат со овие од локалните. Но од опозицијската СДСМ го прават токму тоа. Велат дека власта изгубила речиси третина од гласовите од ланските парламентарни избори. Падот на ВМРО-ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив СДСМ има изгубено само 18% од гласовите, што ако се земе предвид по ниската излезност, речиси да нема загуба. Левица, која вчера триумфалистички искажа дека станувала лидер на опозицијата, има изгубено ист процент на гласови како СДСМ со мало подобрување на резултатот на ниво на градот Скопје, коментираат од СДСМ. Иако очекувал повеќе од резултатот со само 3 градоначалници, задоволен е и самиот Филипче. Оставка не дава, ке работи на партиска консолидација. Овој резултат мислам дека не е тој кој што го посакувавме сите. Меѓутоа би рекол дека, имајќи ги предвид околностите, не е лош резултат. Планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. Сметам дека има огромен број на луѓе до кои што нашите пораки допираат. А на оставка на лидерот на СДСМ не упатуваат само од ВМРО-ДПМН. Тоа го бара и поранешниот прв човек на Струмица, Костадинов, кој не ја доби партиската поддршка за нов мандат.
Недозволиво е самоволието да продолжи да владе и со тоа секој еден член на СДСМ да биде понижен. Немојте да зборувате дека сте среќни со резултатот. Поголем пораз од ова нема. Час поскоро секој кој носел одлуки треба да се погледне во огледало и да признае дека не го бива и да си оди, напиша Костадинов на Фејсбук. Од друга страна, левица во еуфорична победа за тоа што влегува во втор круг со Мециновиќ во Скопје и низа советници низ државата. Левица станува лидер на опозицијата во Република Македонија. Според нашата аналитика имаме над 70 советници на ниво на држава. Додека лидерите прават избор во математика, двајцата кандидати за Скопје не се откажуваат од силна битка во вториот круг. Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денес ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка, затоа што на Скопје му треба работа, а не политика. Сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Ѓоргиевски во вториот круг влегува со огромна предност пред Мециновиќ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Тешката битка во Чаир ја доби Изет Меджити, вреди како коалиција оствари подобар резултат од коалицијата на ДУИ, но битката во вториот круг ќе биде тешка. Градоначалник ќе треба повторно да се избира во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Дебар. Во Гостивар ќе се прегласува првиот круг на изборите. Иако ДУИ беа убедени дека го добија градоначалничкото место, а нивниот кандидат има 61,39% од гласовите, во споредба со кандидатот на Вреди, кој има 15,29%, сепак нема доволна излезност за да се прогласи победа. Ќе се прегласува и во Врапчиште со прегласувањето. Во овие две општини ДУИ има освоено само 3 градоначалнички места: Липково, Пласница и Чашка. По долги години ДУИ го загуби бастионот Чаир, како и неосвојливата тврдина Сарај. Вреди пак овие локални избори во првиот круг доби 5 градоначалници: во Рачиново, Жилино, Сарај, Теарци и Чаир. Во Чаир проценките на експертите беа дека ќе биде тесна битка, но сепак Изет Меджити го победи Бујар Османи со околу 3500 гласа разлика. Во вториот круг двете најголеми албански коалиции ќе се борат да ја добијат и општина Тетово, каде Билал Касами, досегашниот градоначалник од Вреди, ќе бара поддршката за уште еден мандат наспроти Бајрам Реджепи од ДУИ. Како политички опоненти во вториот круг ќе се борат и во Боговиње. Во две општини пак коалиционите партнери ВМРО ДПМН и Вреди имаат свој кандидати во вториот круг: Долнени и Брвеница. Вреди во вториот круг ќе се бори и за Дебар наспроти независен кандидат. ДУИ покрај Гостивар и Тетово во втор круг оди во Кичево наспроти кандидат на ВМРО ДПМН, како и во Струга и Студеничани со кандидат на група избирачи. Но ако општата констатација за успехот или неуспехот на едни локални избори се бројат на освоени гласови за советници, тогаш ДУИ има предност со освоени 114.246 гласа наспроти Вреди кој освоија 91.974 гласа. Меджити со иронија им ја честиташе победата на ДУИ во Пласница, додека пак ДУИ прогласи историска победа во Чашка. Користам прилика на ДУИ и Ахмети кои што се залага за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо води плен. Во општина Чашка имаме историски резултат. За прв пат ова општина ќе биде предводена од кандидатот на Националната алијанса за интеграција. Прегласувањето и вториот круг на изборите ќе се одржат на 2 ноември. Тамара Тичевска, Сител телевизија. Од Вреди доцна попладнево на пресконференција го повика Али Ахмети да прогласи пораз и да се повлече. Тие веќе почнале разговори со кандидати на владината коалиција за евентуална поддршка во вториот круг. Влен е победник уште во првиот круг во 5 општини, оди во втор круг на 6 општини и сме победници за градоначалник и за советници во трка на градот, во градот Скопје.
Политички победник на овие избори е коалицијата Влен и дека ние сме втората политичка сила во Северна Македонија. А бидејќи нашите политички противници изјавија дека критериум за проценка на победникот ќе биде победникот во Чаир, со плебисцитарната победа на Изет Меджити во Чаир, но и со големата предност од околу 4000 гласа во Тетово, Влен е апсолутен победник на овие избори. Ова е причина и албанската опозиција да се реформира, а господинот Ахмети да го фати моментот за повлекување. А во тема на денот вечерва правиме детална анализа на бројките од вчерашниот изборен ден, последните промени на листата освоени гласови, но и очекувањата за вториот изборен круг ги подготви колегата Александар Спасовски. Повеќе од 99,9% обработени податоци од страна на Државната изборна комисија и време е да направиме завршната анализа на првиот круг и полека да почнеме да ги архивираме овие изборни податоци. Одиме веднаш да видиме како излегоа избориве на советничките листи. Од она што може да се забележи, ВМРО-ДПМН освои 301.835 гласови, СДСМ е со нешто под 126.000, нешто под 115.000 е ДУИ, под 92.000 е коалицијата Вреди, Левица има нешто над 57.000 гласови, помалку од 39.000 гласови има Знам и нешто над 13.000 гласови има партијата, односно коалицијата на Гром и ЛДП, која што на овие избори се вика искуство за успех. Од она што може да се забележи од овие бројки, ВМРО-ДПМН има предност од 175.000 гласови пред Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ има над 22.000 гласови предност пред Вреди. Ајде да правиме сега споредбата со останатите изборни кругови. Одиме на екран да видиме каква е споредбата со локалните избори и со парламентарните избори, иако мора да се има предвид дека станува збор за два различни изборни процеси, па секоја споредба треба да се земе со резерва, имајќи предвид пред се дека на парламентарните избори во 2024 имавме над 55% излезност, што е во споредба со овие 48% излезност прилично голема разлика кога тоа би се претворило во гласачи. Ако 1% е некаде околу 18.000 гласачи, значи некаде 120-130.000 гласачи помалку гласале на овие избори во споредба со парламентарните и од тука е таа разлика од близу 136-135.000 гласа помалку на контото на ВМРО-ДПМН. Намалување гледаме и кај социјалдемократите, тие сега имаат 126.000 гласа, што е нешто помалку од овие 154.000 кои што ги имале на парламентарните избори. Ако се земе една анализа и споредба помеѓу локалните избори оваа година, овие кои што завршија вчера првиот круг, и локалните избори во 2021 година, тука веќе ситуацијата е малку поразлична. Може да забележите дека ВМРО-ДПМН додале 10.000 гласа на своето конто, за разлика од СДСМ, кои практично и го преполовиле својот број на гласови. Благ раст има кај гласовите на ДУИ од некои десетина илјади гласови. Вреди не учествуваше на локалните избори во овој формат, па така не може да правиме споредбата. Може да се забележат околу 7.000 гласа повеќе на контото на Левица. Ако се направи онаа споредба со парламентарните избори, тогаш практично сите имаат намалување на своето конто, но како што кажав, парламентарните избори се случуваа во една специфична ситуација. Во вториот круг истовремено се одржуваа практично вториот круг од претседателските избори истовремено се одржуваше со парламентарните избори. Тоа дополнително ги мотивираше гласачите и од тука тоа беше и причината поради која што имавме една исклучително висока излезност, која потоа се пресликува на бројките и дава вакви резултати. Одиме понатаму да видиме како завршија изборите во делот на градоначалниците. Она што е практично и најбитно на локалните избори, ВМРО-ДПМН освои 32 градоначалници уште по првиот круг.
СДСМ има 3 општини кои што ќе ги водат нивни градоначалници по првиот круг. Истата е ситуацијата и со ДУИ. 5 општини освои вреди, тие можат да бидат прилично задоволни со овој резултат, без победници во првиот круг се Левица, знам и коалицијата на ГРОМ, ЛДП и партијата Интегра, кога ќе во вториот круг ВМРО ДПМН оди во 26 општини во вториот круг, со тоа што има водство во 21 општина. Социјалдемократите ќе се обидат во вториот круг во 18 општини, во 5 од нив имаат водство. ДУИ оди во 5 општини во вториот круг, во ниту една од нив нема водство. Вреди исто така е во 5 општини во вториот круг, со тоа што има водство во 4 од нив. Левица во град Скопје ќе се обиде во вториот круг, каде што нивниот кандидат заостанува за Дорце Ѓоргиевски. Знам има двајца кандидати во вториот круг, со добри шанси е Максим Димитриевски во Куманово. Нешто помали се шансите за Лабудовиќ во општина Центар и коалицијата на ГРОМ и на ЛДП ќе оди со еден кандидат во вториот круг, тоа е Стефчо Акимовски, кој што ќе се обиде да остане на градоначалничката позиција во Карпош. Исто така би сакал да додадам дека вкупно 8 независни кандидати одат во вториот круг, двајца од нив водат. Тоа се кандидатите во Струга и во Студеничани. Исто така интересно е дека социјалдемократите водат во 5 општини, од кои 4 се во директните дуели со ВМРО ДПМН, е Крушево, Лозово, Росоман и во Чучер Сандево. Одиме понатаму да ги видиме практично оние општини кои што се освоени уште по првиот круг. Како што кажавме, 32 зад ВМРО ДПМН, станува збор за Берово, Битола, Босилово, Бутел, Василево, Вевчани, Велес, Газибава, Гевгелија, Ѓорче Петров, Градско, Делчево, Демир Хисар, Зелениково, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карвинци, Киселавода, Кратово, Новаци, Новосело, Охрид, Петровец, Пехчево, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Сопиште, Струмица и Штип. Зад Социјалдемократскиот сојуз по првиот круг на нивното конто стојат 3 општини, станува збор за Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани, 5 општини зад коалицијата Вреди по првиот круг, станува збор за Арачиново, Желино, она што веројатно им е најдраго на представниците на Вреди, тоа е општина Сарај, која што ја добиваат по долги години власт на ДУИ, победа по првиот круг во Теарци, она општина која што беше практично и најинтересна во оној предизборен период, општина Чаир, каде што Изет Меджити успеа да го победи Бујар Османи уште по првиот круг. ДУИ не може многу да биде задоволен со овие резултати, имајќи предвид дека ги доби Липково, Пласница и Чашка. Тие има подобар резултат кој што веројатно ќе им обезбедеше победа во првиот круг и во Врапчиште, а со голема сигурност и во Гостивар. Меѓутоа, на овие места имаше под 1/3 излезени гласачи на гласање, со што овде практично гласањето се поништи и ДУИ ја загуби можноста да освои градоначалник по првиот круг. Инаку вкупно 4 општини ќе одат на прегласување, имајќи предвид дека во нив не успеа да се обезбеди оној потребен цензус од 1/3 од вкупниот број на излезени гласачи, значи покрај Гостивар и Врапчиште, тука се Центар, Жупа и општина Маврово Ростуше. Одиме сега на следниот телоп, каде што ја имаме сликата за тоа како изгледа битката во град Скопје, каде што е веќе познато дека одиме во вториот круг и веќе може да се забележи дека кандидатот кој што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски има над 90.000 гласови. Сите останати кандидати, меѓу кои ние ги издвоивме четворицата најдобри, имаат некаде помеѓу 25.000 и 30.000 гласа, но најдобро од сите нив стои Амар Мециновиќ, на вистина огромен успех за партијата Левица, која што успеа во главниот град да добие градоначалник, односно можност да се бори за градоначалник во вториот круг. Може да се каже вистински дебакал за социјалдемократите, никогаш не биле четврти во една општина каде што доминира население од македонски етнички состав. Пред нив е значи кандидатот на коалицијата Вреди Башким Бакиу, кој што има нешто по 28.000 гласа. Социјалдемократите имаат само 700 гласа повеќе од кандидатот на ДУИ.
Одиме да видиме како ќе изгледа сега вториот круг и еве може да се забележи Амар Мециновиќ нешто под 31.000 гласови и Орце Ѓоргиевски со 91.000 гласови. Значи вака ќе изгледа вториот круг за сега веќе помалку од 2 недели од сега. Гласачите во главниот град повторно ќе избираат градоначалник. Одиме понатаму да видиме како изгледа Советот на град Скопје. Според резултатите кои што ги објави Државната изборна комисија, коалицијата на ГРОМ и на ЛДП има еден советник, има двајца независни новиот општински, односно градски совет на град Скопје. ВМРО ДПМН има 18 советници, по 6 имаат Левица, Вреди и Дуи, а 5 советници ќе бидат запишани за името на Социјалдемократскиот сојуз и еден советник ќе биде дел од коалицијата, односно од партијата Знам. Кога ќе се направи една анализа и кога ќе се соберат бројките во 45 члени од Совет на град Скопје, веќе е јасно дека коалицијата на ВМРО ДПМН, Вреди и Знам ќе има прилично стабилно мнозинство, имајќи предвид дека би имале поддршка од 25 советници, а знаеме дека е потребно мнозинство за мнозинство потребна е поддршка од 23. Сега на следниот телоп ќе видиме состојбата во општините во главниот град. Овде би сакал да напоменам дека прилично солиден, квалитетен, добар резултат имаше партијата Левица, која што практично најголем дел од своите гласови ги освои токму во главниот град. Од она што може да се види како анализа во главниот град, одиме во втор круг во 4 од 10 општини, 6 се завршени уште во првиот круг. Најголем дел од нив градоначалниците ги добија кандидатите на ВМРО ДПМН. Во Бутел Дарко Костовски победи по првиот круг. Слична ситуација и во општина Газибаба, со тоа што во Бутел социјалдемократите се дури на третото место, се наоѓаат зад Дуи. Во Газибаба Бобан Стевковски победа во првиот круг. Социјалдемократите тука губат со дури 11.000 гласа разлика, но тоа може да се каже дека е очекувано, имајќи го предвид трендот во општина Газибаба во неколку изборни циклуси наназад. Убедлива победа на Александар Стојковски во општина Ѓорче Петров. Социјалдемократите заостанаа со 7.000 гласа. Во општина Карпошки имаме втор круг, веројатно тука ќе се води и најинтересната битка, имајќи предвид дека Сотир Лукровски го доби првиот круг, но Стефчо Јакимовски ќе му биде против кандидат во вториот и тој се надева дека ќе успее повторно да го добие мандатот во оваа скопска општина. Во општина Киселавода интересно е што СДСМ се наоѓаат зад Левица, оно што го кажав дека Левица има навистина добар резултат во главниот град, а има 10.000 гласа социјалдемократите помалку од ВМРО ДПМН. Бети Стаменковска практично овде ја доби можноста да биде градоначалник уште по првиот круг. Она што го кажавме уште предходно за Вреди, навистина за нив вредна победа во општина Сарај, иако мора да се каже тесна со нешто околу 500 гласа предност пред Дуи, но сосема доволно за тие да раководат општината во наредните 4 години. Интересна битка ќе гледаме во Скопски центар, таму во вториот круг со актуелниот градоначалник Горан Герасимовски влегува кандидатот на Знам Лабудовиќ. Тој се надева дека ќе успее во вториот круг да практично да ги сврти работите во своја корист, имајќи предвид дека социјалдемократите по првиот круг водат со 3.000 гласа предност пред кандидатот на Знам. Во Чаир, како што споменавме, на општина која што се очекуваше, се најавуваше прилично тензична битка, меѓутоа вчера видовме веднаш по прогласувањето, уште не беа ни прогласени резултатите, веднаш кога излегоа трендовите, Бујар Османи практично прв беше меѓу оние политичари кои што го призна поразот и му ја честиташе победата на својот против кандидат. Во втор круг одиме во општина Шуто Оризари, таму актуелниот градоначалник Курто Дудуш влегува во вториот круг со кандидатот на ВМРО ДПМН. Очекуваме и овде една интересна битка. Како што кажав, локалните избори, онаму каде што ќе биде потребен вториот круг, се одржуваат 2 недели по првиот круг.
Да, Државната изборна комисија пред малку информираше дека вечерва на пресконференција во 21 часот и 30 минути ќе ги објави првичните официјални резултати. Многу повеќе за ова очекувате во вечерните вести на СИТ. Меѓународните наблюдувачи објавија позитивна првична оценка за изборниот процес. Сепак, представниците на меѓународните институции нотирале и низа забелешки во однос на изборната кампања, но и за техничките детали поврзани со изборите. Првиот круг од локалните избори беше конкурентен и гласачите можеа да направат информиран избор, но се одржава поларизирано политичко опкружување. Меѓународната мисија на ОПСЕ ОДИХР ја објави прелиминарната оценка за првиот дел на изборниот процес. Забележуваа дека непримената на дел од нивните препораки и точноста на избирачкиот список останува да се следи со загриженост. Кандидатите воделе кампања за општински прашања, но процесот бил обележан или со дебата за идентитетот, интеграциите, корупцијата и правичната застапеност. Жените, според наблюдувачката мисија, биле недоволно застапени во изборниот процес. Денот на изборите беше главно мирен и уреден, меѓутоа беа забележани некои процедурални недостатоци. Законската рамка и натаму представува основа за демократските избори во Северна Македонија. Таа содржи одреден број нејасноти и недоследности. Јавните средства представуваат значаен дел од финансирањето на изборните кампањи, меѓутоа има одредена недоволна транспарентност. На некои гласачи им требаше помош да се обезбеди дека тие ги ставаат гласачките ливчиња во вистинската кутија, затоа што беа јасно, беа доста бледи боите на различните ливчиња. Техничките прашања, како што е бавното функционирање на биометриските идентификатори на отпечатокот на прстот, исто така беа забележани, а значителна загриженост забележа широко распространетата непристапност на објектите за лицата со физичка попреченост. Меѓународното наблюдување на изборите беше покриено со 276 наблюдувачи од 40 земји, составени од 254 експерти и долгорочни и краткорочни наблюдувачи на ОПСЕ ОДИХР, 15 пратеници и службеници на Советот на Европа и 7 од Европскиот парламент. Мисијата ќе следи кампањата и за вториот круг на гласање, пошто ќе излезе со конечна оценка за изборниот процес. Ивана Соколовиќ, најдова, СИТЕЛ телевизија. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права денеска го помина и последниот тест, интервјуата кои беа спроведени во Уставниот суд. Отрка се 11 кандидати, а шанса да ја продолжат постапката ќе имаат само тројца. Изборот на судија за судот во Страсбур се спроведува по втор пат, откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права на интервју пред комисијата за избор. Разговорите се спроведуваа во зградата на Уставниот суд. Доаѓаа поединечно на секој половина час, а толку и траеше интервјуто на кандидатите. Испрашувањето е на англиски и француски јазик. Процесот го следат и невладините. Во трка се 11 кандидати, а шанса да ја продолжат постапката ќе имаат тројца. Изборот на судија за судот во Страсбур се спроведува по втор пат откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Ристоска и Гајдова не се пријавија на повторениот оглас, но обид има адвокатот Јордан Апостолски. Јас сум адвокат, ние никогаш не се откажуваме, секогаш одиме до крај. Од комисијата за избор велат дека резултатите од интервјуата ќе ги испратат до експертскиот панел на Советот на Европа, но тоа ќе го направат откако антикорупцијската комисија ќе ги разгледа иницијативите за судирни интереси. ДКСК добила 2 пријави според кои постапката е спорна, бидејќи еден од кандидатите за судија бил ментор на докторската на Дарко Костадиновски, кој е председател на комисијата за избор. Од антикорупцијска велат дека веќе работат на предметот. Доставено е барање до председателот на комисијата за избор на кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права за прибирање информации за чие доставување законскиот рок е 15 дена. Костадиновски претходно за СИТЕЛ изјави дека не може да постои судирни интереси, бидејќи менторството од деканот на правниот факултет се случило пред 13 години. За случајот комисијата за избора разговарала и пред почеток на денешните интервјуа на кандидатите.
По образложување на аргументите и фактите во смисла дека во конкретниот случај не може да стане збор ниту за пристрасност, ниту за потенцијален судир на интереси, предлогот за изземање на председателот Костадиновски не беше прифатен од членовите на комисијата. Македонски судија во Страсбур во моментов е Јован Илиевски, кому мандатот му истекува во февруари идната година. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Бриселски политик објави неформална идеја на земјите членки на Европската унија за влез во унијата на нови членки, но без можност за користење на вето. Повикувајќи се на изјави на дипломати, политик опишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и би требало да биде одобрено од сите земји членки. Бугарскиот председател Румен Радев пак денеска побара помош од Унгарија за влијание во постапката за уставни измени. Влез во Европската унија, но новите земји членки да немаат право на вето. Според бриселскиот портал Политико, ова е предлогот кој неформално се разгледува помеѓу земјите на Европската унија и Европската комисија за одблокирање на процесот на проширување. Повикувајќи се на изјави од тројца европски дипломати и еден представник на унијата, Политико пишува дека ваквиот предлог за промена на правилата за членство е во рана фаза и треба да биде одобрен од сите сегашни членки. Идејата е новите држави да ги користат повеќето придобивки од членството, а целосни права да добијат по институционалните реформи на Европската унија. Новите членки ќе добијат целосни права, откако унијата ќе го преиспита начинот на кој функционира, за да им биде потешко на поединечните земји да ставаат вето на политиките, пишува Политико. Ваквите измени Европската унија би ги направила првенствено за да го надмени унгарското вето за влез на Украина во унијата, додека според Политико лидерите на земјите од Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија ќе се сретнат со европските лидери во среда во Лондон на самит на Берлинскиот процес, кој ќе биде фокусиран на зајакнување на нивната интеграција. Бугарија сепак не се откажува од уставните измени. Бугарскиот председател денеска побари од Унгарија да ги искористи добрите пријателски односи со македонските власти, за да ги убеди да ги вклучат бугарите во уставот. И унгарската страна, която има приятелски отношения с нашите брати в Република Северна Македония и възходящи икономически отношения с Северна Македония, да помага на тази страна, като наистина убеди нашите брати, че приемането и вписването на българите в Конституцията, спазването на европейския консенсус, не оказването на натиск и дискриминация върху българите в Северна Македония са необходимо условия за почване на преговори за членство в Европейския съюз. Без уставни измени нема старт на преговорите, беше пораката и на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен, која изминатата недела се сретна со државниот врв, додека можност за интензивирање на разговорите помеѓу двете земји се најавуваат по завршување на локалните избори во земјава. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. На Македонија ќе им бидат потребни 56 години за да го достигне стандардот на земјите од Европската унија, покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Оваа бројка велат може да се намали само ако земјата стане членка на унијата. Македонците ќе го живеат европскиот стандард за 56 години, покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Годините можат да се скратат, па дури и да се преполоват, ако се спроведат клучните реформи кои ги бара унијата. Фокусот треба да се стави на зголемување на продуктивноста, а потоа раст на платите. Повисоки плати без големена продуктивност може да има контраефект, велат од Змај. Тоа што е најважно е растот на платите да биде проследен и со раст на продуктивноста. Растот на продуктивноста можеме да го постигнеме доколку имаме квалификуван кадар и инвестиција во технологии, не само од страна на државата, туку и особено на приватниот сектор. Затоа што само зголемување на платите без додадена вредност во општеството, односно на крајниот производ кој што го произведуваме како општество, како економија, може да имаме само контраефект. Иако бројките, економските параметри покажуваат дека простор за зголемување на платите и во сегашните услови постои. Според податоците, бруто платата во земјава изнесува околу 1000 евра, што е третина од просекот во унијата, каде истата е 3000 евра. За да ги стигнеме нивните плати, ќе ни требаат 40 години. Според примањата нашата земја е на средина од регионот. Повисоки плати се исплаќаат во Србија, Босна и Црна Гора, а пониски од нас во Албанија и Косово. Во делот на образованието, државата не стои најдобро. Од 6 индикатори во 4 се оддалечуваме од унијата, и во делот на ПИСА,
и државното вложување во овој сектор. Напредок има само во здравството и дигитализацијата, покажува извештајот, чија цел е да видиме каде сме и што треба да направиме за да се подобриме. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Над 65.500 денари му се потребни на 4 члена семејство за да ги покрие основните трошоци во октомври, покажува синдикалната минимална кошница. Месецов според пресметките бил поскап за 467 денари во споредба со претходниот. Делот за храна и пијалоци бележи изголемување за 378 денари и изнесува 23.772 денари. Поскапување има и кај облеката и обувките, станарината, а поевтинување бележи транспортот. Доколку семејството живее под кирија, во станот 60 квадрати, според синдикалната кошница, за да го помине месецот, ќе му бидат потребни речиси 81.000 денари.